Здруженијата за заштита на бездомните животни во рамки на организацијата Срце за животните организираат хуманитарна акција за собирање храна за кучиња. Ова е првата вест за денеска, во продолжение следуваат и останатите содржини. Норвешка компанија заинтересирана да го гради трамвајот во Скопје. Со акција намеѓащи до поквалитетно образование. Хартиените рецепти за лекови ќе заминат во историјата. Родителите да внимаваат повеќе кај децата при појавата на првите заби. Норвешки конзорциум сака да учествува во изградбата на Скопскиот трамвај. Во согласност со изработената физибилити студија, трамвајската линија број 1 ќе ги поврзува населбите Ново Листиче и Ѓорче Петров, минувајќи по булеварот Јане Сандерски, централното градско подрачје и булеварот Партизански одреди. Ивана Митковска. Норвежани сакаат да го градат трамвајот во Скопје. Нивната понуда е единствената која што стигнала до градот пред истекување на рокот за тендерот за јавно-приватно партнерство со градот Скопје за проектирање, изградба, финансирање и стопанисување на трамвајскиот систем во главниот град. Станува збор за норвешката компанија Скурдел и Метнит групација. За сега не се откриваат детали за доставената понуда. Колку пари понудила оваа компанија и каков е проектот ќе биде познато по разгледувањето на документацијата. Доколку комисијата ја оцени за поволна понудата од норвешката корпорација, идниот концесионер ќе биде должен да ја проектира трамвајската линија број 1, да изработи оценка за влијанието на овој транспортен систем во животната средина, како и да ја изгради линијата во должина од 12 километри, заедно со придружната инфраструктура и да набави најмалку 22 трамвајски возила за одржување на јавниот превоз. Таа за возврат ќе може да стопанисува со системот во период од 35 години. Во согласност со изработената физибилити студија, трамвајската линија број 1 ќе ги поврзува населбите Ново Лисиче и Ѓорче Петров, минувајќи по булеварот Јане Сандерски, централното градско подрачје и булеварот Партизански одреди. Тендерот за доделување концесија за остварување на крупниот проект беше објавен од страна на градските власти на почетокот на декември минатата година, пошто беше пролонгиран. Се проценува дека оваа инвестиција ќе изнесува околу 240 милиони евра во следните 35 години. Освен градот, со 50% ќе учествува и владата на Република Македонија, но се уште не е одлучено со колкав процент во финансирањето ќе учествува приватниот партнер. Со воведување на трамвајот се очекува да се растовари сообраќајот во главниот град, но и граѓаните да добијат алтернативен превоз преку кој од едниот до другиот крај на градот ќе се стигнува за 6 минути. Под мотото на секое дете му е потребен учител се одбележа глобалната недела за акција за вклучување на секое дете во образованието, при што беше нагласено дека во земјава 18.500 деца не се вклучени во образовниот процес. Елизабета Дамјановска. Денеска заврши глобалната недела за акција за вклучување на секое дете во образованието. Во рамките на одбележувањето, првата детска амбасада во светот меѓаши побара поддршка и сојузништво од сите општини и до самостојниот синдикат за образование и култура да ја поддржат акцијата. Акцијата се одвиваше под мотото на секое дете му е потребен учител. Од меѓаши соопштија дека побарале во сите училишта да се одржи по еден наставен час, на кој треба да се зборува за важноста на квалитетното образование и за важноста секое дете да биде вклучено во образовниот процес. Напредокот во реализирањето на правото на образование на светско ниво од 2000 година е неспорно, но продолжува да представува недовршена работа. Бројот на децата што не добиваат основно образование е паднат од 200 милиони во 2000 година на 132 милиони во 2010 година, но бројот и понатаму е висок и стагнира од 2008 година. Дури и за оние деца што се во училиште, правото на образование станува реалност само доколку училиштето им обезбеди квалитетно образование. Во земјава над 18.500 деца не се вклучени во образовниот процес. Од нив 2000 се жртви на детскиот труд и над 1500 се без извод од матична книга на родени.
Под покровителство на Министерството за образование и наука, поддржано од Американската амбасада во основното училиште Мирчаце во општина Ѓорче Петров, започна да се реализира проектот за јакнување на семејството. Ова училиште е едно од 5 училишта во нашата земја кои се одбрани за реализација на проектот. Проектот опфаќа групна работа со ученици и нивните родители кои до крајот на учебната година ќе се дружат и заеднички ќе следат дел од наставниот процес. Оваа работа во групи ќе придонесе и за подобро запознавање на родителите со своите деца и обратно. За успешна реализација на училиштето му беше донирана информатичка опрема во вредност од 60.000 денари. Министерството за здравство спроведува нов проект, а тоа е воведување на електронски рецепти во здравствениот систем, со што старите хартиени рецепти ќе заминат во историјата. Ова како пилот проект треба да почне да се спроведува од 15 мај, а од почетокот на месец јуни ќе се спроведува на цела територија на Македонија. Од 15 мај како пилот проект почнува воведувањето на електронски рецепт во здравствениот систем, а од почетокот на јуни ќе се спроведува на цела територија на Македонија. Периодот од 15 мај ќе се искористи за целосно донесување на сите податоци и тестирање на околината и ќе трае 15 на дена. Електронскиот рецепт ќе придонесе да се постигнува брзо, ефикасно и безбедно издавање на лекови, поедноставување на постапката за креирање и реализација на рецепти, генерирање на извештајот со добиени податоци со цел да се креираат натамошни набавки и да се следи потрошувачката на лекови по различни основи како што се пол, возраст и регион. Проектот за e-рецепт го реализира Министерството за здравство заедно со Фондот за здравствено осигурување и Институтот за јавно здравје и во соработка со сите здравствени установи и институции. Во останатиот период паралелно ќе екзистираат двата облика на рецепти – хартиениот и новиот електронски рецепт, а сите законски регулативи поврзани со издавањето на лекови ќе се применуваат и натаму. Идејата е кога матичниот лекар го препишува рецептот, тоа да се одвива на едноставен електронски формулар, до кој пристап има само тој и става електронски подпис на рецептот. Кога пациентот ќе отиде во аптека да го подигне лекот, само ја дава електронската здравствена картичка или го кажува својот матичен број или единствениот здравствен број на осигуреникот и таму се гледа кој лек му е припишан на пациентот и му се издава. Уште една придобивка која ќе следи од воведувањето на електронските рецепти е при поврзување на овој систем за електронски рецепт со системот што го развива на виртуелниот магазин на лекови, тогаш секој матичен лекар ќе знае во која аптека го има лекот кој му треба на пациентот, а со тоа ќе се заштеди на време на пациентот. При појавата на првите заби кај децата им се препорачува на родителите да посветат поголемо внимание на квалитетот на храната. За бебињата најдобра е природна храна, а најмладите мора да внесуваат и јаглехидрати, масти и протеини. Родителите често грешат со тоа што претеруваат со оброците. Тоа може да биде добро за развојот на бебињата, но не и за нивното орално здравје. Андреја Димитриевска. Родителите многу често прашуваат кога ќе им пореснат првите заби на нивните деца. Педијатрите велат дека тоа е индивидуален процес. Најчесто првото запче може да излезе помеѓу 5-тиот и 8-миот месец од животот. Но и пред да се појават првите заби, може да се појават проблеми поради неправилна исхрана. Затоа на родителите им се препорачува да посветат внимание на квалитетот на храната. За бебињата најдобра е природната храна, а најмладите мора да внесуваат и јаглехидрати и масти и протеини. Родителите често грешат со тоа што претеруваат со оброците. Тоа може да биде добро за развојот на бебињата, но не и за нивното орално здравје. Прекумерната конзумација на храна може да создаде циркуларен кариес, да израснат забите, посочуваат стоматолозите. Тие препорачуваат и при растењето на забите родителите да не користат природни лекови, туку само конвенционална терапија, средства за благо ануеретично дејство. Одржувањето на хигиена е многу важно. Преку непцата треба да се става газа натопена со физиолошки раствор, со што се отстрануваат наслагите од храната и се спречува да се појави кандида во устата. Кога забите ќе израснат, децата постепено треба да се навикнуваат на пастата. Забите најчесто се пораснати во втората година. Кога ќе се појават децата, не треба да јадат течна и термичка обработена храна, туку производи кои мора да се џвакаат. Тврдата храна ги турка остатоците од храната и не доаѓа до создавање на наслаги. Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје е прогласен за институт на УНЕСКО.
Огромниот успех за институцијата и за целата земја следува по донесената одлука за приклучување од страна на извршниот одбор на УНЕСКО. Нејзиното ново име во иднина ќе биде Меѓународен институт за земјотрасно инженерство и инженерска сизмологија, ИЗИС Универзитет Свети Кирил и Методи. Покрај сопственото и логото на Скопскиот универзитет, ова научно-образовна установа во наредниот период ќе може да го користи и логото на УНЕСКО во своето представување. Од извонредна важност е и податокот дека ИЗИС е прв и единствен институт во рамките на УНЕСКО кој ќе действува во областа на земјотресното инженерство, сизмологијата и намалувањето на ризиците од катастрофалните земјотреси. ИЗИС е